Благодарам. Јас вака прво би почнал, знам дека е кратко времето, меѓутоа математички за тие што не знаат математика. Сега вака, вие сте проектирале дека ќе добиете 100 денари. Така, сакате да земете, да добиете 100 денари по било кој основ. А имате 50 денари долг. Колку ви е во проценти долгот? 50%, така? Сега, утре проектирате дека ќе земете 150 денари. Ами имате 70% долг. Колку ви е долгот? 43%. Значи долгот процентуално се намалува. А како сума кај оди? Нагоре или надолу? Мислам дека треба малку и со математика да се позанимавате и тоа е многу вешт механизам на министерот за да може така да игра со проценти. Значи, ако претходно буџетот бил 3,5 милиарди евра, или 4 милиарди евра. А сме имале одреден долг. Сега ние го проектираме буџетот на 5,5 милиарди евра. Имаме простор за играње за намалување на процентите. Како сума не оди, почитувана колешке. Сумата се зголемува, постојано дојдовме до 8 милиарди долг. Процентуално, пак ќе ви кажам, ако видите вие на 5,3 милиарди буџет, може би ќе испадне пониско, меѓутоа како сума, овие средства кои што треба да се вратат. Дополнително кога ќе ги ставите каматите кои што едно време беа 1,5-2% и сега дојдоа до 6,2. Дополнително кога ќе ги ставите каматите, дополнително кога ќе оставите периодот за враќање, знаете што ќе се случи? Крах на економијата. Нашите деца треба да продолжат да живеат оваа држава. И треба нивните придонеси, нивните даноци во било која форма кон државата да се насочат во инвестиции и во развој, а не во плаќање на долгови, затоа што вие сте проектирале нешто, ама не сте успеале. И еве зборувате за социјално загрозени семејства. Знаете вие дека 2018 од 2019 за 10.085 точно на број семејства се зголеми бројот на баратели на социјални услуги. Тоа каков показател е тоа? Сега вие од една страна можете да се фалите дека сте не знам колку хумани, дека одвојувате повеќе средства за социјална заштита, па не знам ваква помош, таква помош. Знаете што значи плюс 10.000 корисници на социјална помош? Знаете каков терет е тоа и на државниот буџет и на здравствениот систем? Знаете дека фондот треба да им обезбеди услуги без тие при тоа да платат денар? Треба малку и математика да вклучите и логика. Уште една работа, само да ви кажам. ДДВ-то, кажа министерот, се зголемило. Па нормално е да се зголеми кога имавме ние 2 години поред секој месец инфлација. Една година имавме секој месец двоцифрена инфлација, сега еве сме паднале под 10%. И знаете за брзо што ќе се случи. Еве сега сме, колку рековте, извинете, 9,9 или не знам како рековте. Знаете што ќе се случи сега? Во овој пакет на фирми кои што се опфатени со солидарниот данок, ви се влезени Веро, Тинекс, Стокомак, Кам и не знам жито околу границата. Знаете што ќе се случи? Пак има инфлација. Оти они мораат да ги дадат овие пари тука. Ќе ги дадат тука, ама вас ќе ви ги покачат и мене и на сите тука, ќе ни ги покачат цените на производите кога ќе отидеме да пазариме. Пак ќе дојдеме над 10% инфлација. Така да ви ја кажав преска приказната од професорот, ако сакате можам и да ви ја дадам, да си ја прочитате и да размислите на каде оди оваа држава. Ако ги избркаме овие кои што се најголеми плаќачи на даноци, верувајте дека никаде не одиме. Благодарам.